Наспроти официјална Софија, која под тепих ги крие 15 добиени пресуди од Судот за човекови права во Страсбур во корис на македонските граѓани малцинства што живеат во Бугарија и на нејзиниот политички радар не се гледа ова малцинство, официјален Белград, например, годишно инвестира 350.000 евра за зајакнување на капацитетите во јазикот и културата на македонскиот идентитет на луѓето што живеат во Србија сиве овие години. На линија преку Zoom го имаме господинот Борче Величковски, кој што е председател на Националниот совет на малцинствата во Србија и воедно и на македонското малцинство во оваа наша соседна земја. Добро утро. Слушаме убаво. Официјално 23 малцинства живеат во Србија, тоа значи околу 1 милион граѓани се, а колку според статистичките податоци се македонци што живеат во Србија? Така е, во Република Србија 28 национални малцинства, од кои 23 остваруваат право да го имаат највисокото владино тело, кое се вика Национален совет, а сите национални совети, односно оние национални заедници кои остваруваат право на национални совети, ги има преку милион жители во Република Србија. Значи, ние сме, односно македонците се некаде? Ние сме точно по попис 22.755, меѓутоа јас морам да направам една кратка дигресија и да укажам на тоа дека до 1991 година на пописот се изјаснува 45.704 наши припадници. Во декадата 1991-2002 година, помеѓу тие две пописни декади, дојде до намалување на нашите бројки за 41,33%, од разноразни причини. Но и според некои податоци од ОПСЕ, таа бројка е и поголема од бројката од 41.000. Прашањето е каде се изгубија во меѓувреме македонците? Каде се стопија тие? Македонците се тука, они не се изгубени. Дури официјалната проценка на ОПСЕ, која ние овде ја користиме, е дека неофицијалната бројка на нашите припадници е околу 200.000. Но, секако ги користиме оние статистички податоци кои се официјални од страна на Статистичкиот завод на Република Србија. Македонците се во Србија, они не се нигде отидени, но мора да сватиме дека во периодот 1991-2002 година нити нашата матица не се грижеше за своите национални заедници во окружението, па ни во Република Србија, а и ние како малцинство станавме малцинство преку ноќ. Ќе потсетам дека до 1991 во она голема СФРЈ, ние бевме конститутивен народ, преку ноќ станавме малцинство и до 2002 година во бремената Србија со многу војни, со најголема инфлација во тоа време и со поедини политички партии кои сака нас, словенците и некои други да не враќаат оттаму од каде сме дојдени, дојде до една сепак природна асимилација. Меѓутоа, само во изјаснувањето. Македонците се тука. Не ли сметате дека таа привидна асимилација каде што се негуваат нашите куче и се говори на македонски јазик и се оди во македонски училиште? Ке имаме проблем, треба да се слушаме еден со друг. Сметате ли дека таа асимилација тивка е резултати на тоа што еден тивок револт од матичната држава Македонија кон малцинствата што таму живеат веќе 70 годинава, ќе наполнат 75 години во Панонија? Јас се извинам, дали сметам дека матичната држава што? Дали сметате дека тој така наречен тивок бојкот во асимилација, претопување на граѓаните македонски во Србија е резултати на односот на матичната им држава кон нив сиве овие години? Па добро, јас можам да кажам дека ние како национална заедница во Република Србија сме на некој начин оставени сами на себе.
Работиме со помош на српската држава, работиме со помош на српските финансии и функционираме и ги остваруваме своите права на територија на Република Србија со помош на српските институции. Така да одговорот на вашето прашање може да биде да. Вие немате свој човек пратеник во српскиот парламент кој брои 250 народни избраници, има 3 политички партии со македонски предзнак во Србија, ама тие не се активни. Но велите, кога се договаравме за разговорот, дека совршено добро функционирате преку Националниот совет за малцинство во оваа држава, значи ли дека тоа е една добра или достојна субституција на отсуство на представник во парламентот и дека на голема врата ги артикулирате ставовите на вашите, на македонците во Србија преку овој национален совет? Секако да, Република Србија навистина е лидер не само во регионот, јас би рекол можеби и во светот со системот на националните совети, бидејќи ваков систем не постои нигде. Постои една блага субституција во Република Хрватска, но тоа не е ни блиску на она што Република Србија го спроведува веќе 20 години на својата територија. Системот на национални совети е мощно битен во државата Србија, бидејќи националните совети се практично дел од самата влада на Република Србија. Ние сме законски представнички тела на нашите малцинства со право на самоуправа, добиваме буџети за нашите работи, за нашите активности во 4 области, во областа на културата, образованието, информирањето и службената употреба на јазикот и писмото. Не само што добиваме средства финансиски за овие активности, веќе добиваме и надлежности кои ги црпиме од законот, а зборуваме за овие 4 области и поттик од српската држава да ги спроведуваме овие активности на терен. Вакво нешто не постои, како што реков, ниво регионот, ниво светот и преку националните совети ние можеме многу повеќе да оствариме, што не значи дека не се трудиме и не сакаме да имаме и политички представници во парламентот. Но и вака добро виде. Вие ми спомнавте за една така цифра која што не е за фрлање. 350.000 евра на годишно ниво се слеваат како буџетски средства во националниот совет за македонско малцинство во Србија и како ги трошите тие пари, како ги распределувате? Националниот совет има свој собствен буџет како владина институција кој изнесува околу 80.000 евра. Но се вкупно и во оние културни друштва, што ние сме основачи како Национални совет влече уште толку. Нашите организации кои се под покровителство на Националниот совет, имаме околу 35 организации влечат уште, така да негде во правост околу 350.000 евра е вкупниот буџет на македонската заедница, би рекол, не на Националниот совет, но Националниот совет е капата, кровната институција на сите. Ги трошиме во овие 4 области кои ги спомнав. Образованието пред се, тоа ни е главниот императив на нашето действување, бидејќи без продолжение на познавање на јазикот, без продолжение на подигање на свеста дека сме македонци, може само да не однема и на овие простори, така да главната област ни е образованието, меѓутоа секако не помалку битни ни се и областите на информирањето, културата и службената употреба на јазик. Левичковски, колку што разбрав, од прилика во 10 училишта, од 1 до 4 оделение се изучува македонскиот јазик. Министерството за образование на Македонија ви ги препраќа преку ДПШ учебници, како ги добивате вие таму? Ние од Македонија не добиваме учебници, како не добивате, под каде? 10 училишта во кои во моментот по закон, значи улогата на Националниот совет е да ги обезбеди законските рамки, што ние со успех го чиниме и досега имаме обезбедено да македонскиот јазик со елементи на националната култура се изучува, односно да се најпрви стави во законот за основите на основното образование и воспитување и во моментот се изучува во 10 училишта, во 15 паралелки со над 500 ученика. Да, тоа го кажа Величковски. Се извинувам, ако Македонското Министерство за образование не ви ги дава тие учебници, тогаш вие по кои учебници работите, кој ви ги прави? Српската држава е како изгледа, например, еден учебник за второ оделение. Ова е учебник кој е произведен во Србија од страна на наши стручни лица од Република Македонија со помош на наши стручни лица кои живеат во Република Србија, но
со финансиска помош на државата Србија и со одобрение, со лиценца на Министерството за просвета и наука. Ова е само еден од примерите на учебникот, иначе ги правиме од прво до 8 оделение, до сега имаме од прво до 4 направени учебници, во процес на изработка се од 4 до 8 оделение. Значи, тоа се со парите што ги добивате од Србија, така? Во средно училиште. Повелете. Така. Велам, и тоа се со средствата што од Србија ги добивате за печатење на овие учебници. Средствата кои ги добиваме од Република Србија, така. Јас колку што знам, вие во Нови Сад, не во Нови, пардон, во Ниш, на факултетот за филологија имате лекторат отворено, тоа не е во рамките на македонската држава, зашто таа ги има намалено бројот на лекторати од 20 на 8. Тука исто го финансира државата во која што живеете вие домицилно? Така е. Во моментот имаме отворен лекторат по македонски јазик при Филолошкиот факултет на Универзитетот во Ниш. Интензивно работиме тоа да се случи и при филолошките факултети на универзитетите во Белград и во Нови Сад. Во постојани разговори сме со Министерството за просвета и наука на Република Србија и се надевам дека и тоа ќе го направиме. Сметаме, како што реков, дека е образованието иднина и на нашето обстојување на овие простори. До кај сте со подготовките на првиот речник македонско-српски што треба да излезе кај вас? Првиот македонско-српски речник на македонски глаголи е во процес на, како би рекол, на затворување на финансовиот склоп. Он е подготвен, благодарејќи на нашиот голем пријател, професор Жарко Бошнаковиќ, кој предава македонски јазик на катедрата за македонски јазик при Филолошкиот факултет на Универзитетот во Нови Сад и во координација со него, он е, како што реков, подготвен, во моментот ги завршуваме финансовите склопови за печатење на ова капитално и круцијално дело за македонците во Република Србија и се надеваме дека до крај на ова година ќе можеме и да го презентираме. На Србија не е проблем да ви признае македонски како службен јазик во неколку општини српски, во неколку местни заедници, таа бројка некаде е 14-15 колку што видов. Како функционира тоа на терен? Ние како Национални совет имаме двојна можност. Или да ги искористиме законските прерогативи, кои апсолутно ги користиме, а тоа е во секое место каде што имаме над 15% на припадници на нашата заедница на ниво на локална самоуправа или над 25% по-старо, а сега поново исто над 15% во местните заедници или во населените места по дефолт, како би се рекло, по автоматизам да се воведе нашиот јазик или јазикот на било кое друго малцинство кое ги исполнува овие услови во службена употреба. Меѓутоа, вториот начин е начин на добра политичка волја. Ние лобираме, разговараме со припадниците на српската власт и еве пола од овие места што ги исполнавте 15-тина е воведен по сила на закон, а пола по чин на политичка волја. Како тоа функционира? Што значи тоа по чин на политичка волја? Оние образци, сите оние акти на една градска самоуправа кои се произведуваат и кои се битни за функционирање на градот мора да бидат преведени и на јазикот кој е во службена употреба на територија на тоа место. Значи ли тоа дека вие имате право во локалната власт да бирате и директори на училишта, началници и така? Ова што првично го реков е она како што е во врска српската држава која ќе го введеме јазикот во службена употреба. Меѓутоа во Србија постои сет на закони, помеѓу кои законот за службена употреба на јазикот и писмото. Јас ќе потсетам дека Србија е потписник на регионалната повелба на Европската повелба за регионални и односно малцински јазици, каде што и нашиот македонски јазик е апсолутно признаен. И од рамки на тој закон ние влечеме законско право секаде кај што го имаме воведено македонскиот јазик да бидеме прашани и нашето мислење да биде уважено по сила на закон за именување на директори во основните училишта, во домовите на култури, во други културно-образовни институции. Ве прашуваат или е тоа само на хартија? Повелете? Велам, ве прашуваат или е тоа само на хартија? Не прашуваат и не почитуваат, значи по сила на закон.
До сега еве не се случило во последниве 20 на години секаде каде што сме го вовеле македонскиот јазик, да во одредени периодики не стигне на мојата маса барање за мислење од страна на одредено училиште, на одреден дом на култура или центар за култура, не е битно, каде што ние даваме позитивно или негативно мислење, дури и за именување на директорите на Радио Телевизија Србија, Радио Телевизија Војводина и другите битни јавни установи во државата. Најмногу има во Панчево од 140.000 жители на овој град, вие сте македонците се втори по бројност и така. Значи тука имате поголема комоција да учествувате во локалниот живот. Како извинете, не ве слушам последно? Тука, бидејќи сте втори на таа ранг листа, имате веројатно поголема комоција да учествувате во креирање на јавниот, културниот, политичкиот живот таму. Во Република Србија е познато во 28 малцинства, односно 23 кои имаат своји национални совети, дека центарот на македонците е Панчево. И тука сме ние доминантни. Во Панчево живеат и други национални заедници, но ние сме доминантни и ние практично учествуваме и во креирањето на мислењето, во креирањето на политичките движења, во многу нешта како припадници на македонската заедница, бидејќи 3 од неколку населени места во Панчево се доминантно населени со македонци. Тоа се Јабука, Качарево и Глогор. Така да секако дека без нас голем број на процеси не може да помине. Вие ми рековте дека од вашите сограѓани, односно македонците во Србија, се на некој начин фрустрирани и револтирани од односот на матичната им земја кон нив. Значи ли тоа дека со Агенцијата за иселеништво во Македонија ги немате баш најдобри релации, односно не ви играат? Ние веќе 20 години постоиме на просторот на Република Србија и во рамки на тоа наше, како ќе кажем, постоиме како институционално организирани македонци. Иначе, како што рековме, 75 години сме овде, откако 46-47 година нашите предци се населија на овие простори. Но во последниве 20 години институционално како малцинство сме во можност да соработуваме и со српските власти, но и со властите во Република Македонија. Во таа рамка, еден од нашите соработувачки партнери, Агенцијата за иселеништво, меѓутоа, можам да кажам дека нашите контакти не се на ниво на една конструктивна активност, повеќе се онака, како да кажем, салонски. Господине Величковски, вие веројатно следите се што се случува во Македонија, а и на тоа како и во нашиот комшилук, односно соседството. Најновите провокации бугарско кон Македонија и така, сигурно не ви се нешто непознато. Веројатно ги коментирате, бидејќи во Србија живеат малцинство и бугари. Како они гледаат на сето тоа што се случува кај нас, тука долу? Јас можам да кажам дека ние како припадници на македонската заедница сме загрижени и не засега прашањето, односно движењата кои се одвиваат во нашата матица Македонија. Бугарското малцинство во Република Србија не е заинтересирано за тоа прашање. Јас можам да кажам дека ние со бугарското малцинство во Република Србија имаме одлични односи, инаку јас сум во моментот председател на координацијата на сите 23 национални совети во државата. Ќе потсетам дека за да се избере главниот представник на сите малцинства, кој представува преку 1 милион луѓе во Република Србија, мора консензусно да биде изгласан од страна на сите 23 председатели на националните совети, помеѓу нив и на бугарскиот. Така да нашите односи овде се добри, но нашето засегање е, да така кажем, или нашето внимание кон ова прашање е многу поголемо, кај бугарското малцинство не постои и сметам дека тука доаѓа и до една манипулација и со бугарското малцинство од страна на поедини политичари, со сите овие изјави или со сето ова што се случува. Ќе потсетам, на 4. мај, веќе утре, нашата македонска заедница, начело со Националниот совет, ќе положи венци, свежо цвеќе, пред бистата на Гоце Делчев, единствената биста на Гоце Делчев која се наоѓа во Република Србија, а која се наоѓа пред училиштето Гоце Делчев во местото Јабука, место со најголема концентрација на македонци. Ние ова го чиниме 75 години во Република
Република Србија, а до сега не слушнав дека бугарите од Република Србија положиле венци на некој... Но заради сензитивноста на ова прашање, токму сега да не си го навлечете револтот и од официјална Софија, бидејќи ќе излезе дека сега и друга држава, освен Македонија, веројатно удира провокации кон ликот и делото на Гоце Делчев, бидејќи вие утре ќе учествувате. Ова не се провокација, ова е вистина. Значи, ние 75 години го славиме ликот и делото на Гоце Делчев како луѓе дојдени, односно нашите предци, а ние го наследивме тоа, дојдени од Република Македонија, бистата на Гоце Делчев нашите дедовци ја донесе од Република Македонија, училиштето нашите дедовци го подигна и нашите дедовци го крстија Гоце Делчев пред 75 години, така да нема тука никаква провокација, само исклучително вистина. Јас овој разговор детинска го смислив еден како добар пример да се види и за еден нов почеток, ете во соседна Бугарија, да се види како функционираат и како може да функционираат малцинства во една држава и како може тие да придонесуваат и да бидат лојални граѓани кон нивната домицилна држава, бидејќи Србија ви е домицилна држава сега, и да се соработува. Ја, колку што знам, утре ќе полагате свежо цвеќе пред бистата на Гоце Делчев, но задутре 5 мај е денот на македонскиот јазик. Претпоставувам дека вие исто така ќе имате активности за тоа. Таму. Точно така. Значи во нашите училишта каде што се изучува македонскиот јазик ќе бидат подготвени пригодни рецитали. Мораме да сватиме дека ние без јазикот не постоиме. Јазикот мораме исклучително да го негуваме и исклучително е тоа македонскиот јазик без никаква придавка. Оно јазик кој го учиме сега, кој нашите генерации го учеле од нашите дедовци, они го учеле од нашите прадедовци, помеѓу другото и од нашиот учител Гоце Делчев, така да во таа насока континуитетот е многу долг. Јас само ќе кажам пред крајот на овој разговор дека во корпусот средства што се одвојуваат од Србија за македонското малцинство се и средства наменети за културно-уметнички друштва, за публикација на книги, на наслови. Имате вие и новинарско здружение, емисии на телевизија и радио и сето тоа. Веројатно го работите покрај врската и со многу љубов, затоа што на некој начин сте и амбасадори покрај амбасадата македонска во Белград, амбасадори на македонскиот јазик и идентитет. Се чувствувате ли како така? Ние имаме како припадници на македонската заедница два цела, како да кажем, како граѓани на Република Србија сакаме да бидеме лојални на државата во која живееме и тоа досега повеќе пати сме го покажувале. Една од најценетите нации, најценетите национални заедници во Република Србија сме ние македонците. На секое анкетирање, на секое прашување на српскиот народ кои ви се најдобрите комшии, со кого сакате да најмногу склапате бракови или да живеете во добрососедски односи, одговорот се македонците. Така да ние во таа насока се имаме докажано во оваа држава, лојалноста имаме покажано. Но втората наша или првата наша цел е зачувување на нашиот идентитет, нашата култура и нашата историја и традиција. Јас сметам дека сите овие процеси кои раздвижуваат со намера да тоа на некој начин припадниците на македонската национална заедница го заборават, нема да биде со долг стив и дека македонците, македонската нација која долго години се бори за апсолутно она што мора да биде во права смисла на тој збор, тоа е самобитие, самобитност и самостојност, ќе го остварува и во идниот период. Господине Величковски, јас ви благодарам што бевте гостин на утрински брифинг. Тоа беше председателот на Националниот совет на малцинствата во Србија, господинот Борче Величковски.